Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще се молиме за овој град, за сите овде присутни, кои го слават и празнуваат овој празник. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще се молиме за сите браќа и за сите христијани. Со свечена литија и кршење на Славскиот колач денеска во Кочани започна одбележувањето на Петровден, патрониот празник на градот. Се молиме на Бога преку молитвите на светите апостоли Петар и Павле да им подарат на луѓето мир, благослов, благосостојба, да ги направат луѓето среќни, радосни, весели, да може да го слават Бога и да живеат мирно и спокојно во овој живот. Традицијата да се одбележува овој ден со повеќе настани Кочани ја воведе пред 8 години. Забележуваме кај сите наши сограѓани дека ова е од огромно задоволство, присуството и на црквената свечена литургија, присуството на литијата и на сечењето кршењето на колачот, и ја користам оваа прилика на сите наши сограѓани да им го честитам денот на градот. Во склоп на одбележувањето на Петровден беа доделени и највисоките општински награди. Едната за животно дело постхумно му беше доделена на доктор Константин Апостолов, а другата за значајни остварувања за развојот на општината на фудбалскиот клуб Осогово. Признанието не иде на едно моје задоволство, на задоволство на неговото поточно семејство. Примено е, како што реков, со еуфорија, со благодарност. И сме горди на него, и поготово на овој потез на општината Кочани, која го говечи неговиот лик и дело со ова награда. Ова значи еден потик за понатамошна и подобра и поквалитетна работа, а се должи на одличната игра на фудбалерите и добрата и организационата способност на управата, која тоа сега обедини во еден склоп и направи една целина која доведе до овој успех. Исто така во чест на празникот денеувиве се одржува и манифестацијата Петровденски конаци.